За да се зачува кредибилитетот на Државната комисија за спречување на корупција и граѓаните повторно да ја вратат довербата во оваа институција, председателката Татјана Димитровска не смее да чека, туку треба да си поднесе оставка од морални причини. Антикорупционери и експерти за борба против корупција алармираат дека случајот во кој обвинителството ја осомничи председателката за оддавање службени тајни во случајот Адитив е голем удар за антикорупцијската комисија. Несомнено дека ова е тежок удар и за општеството, и за институцијата пред се, и за граѓаните, и за сите нас. Меѓутоа, се случило што се случило, сега треба да гледаме како понатаму, значи треба се бара чаре. На потек е собранието. Сите членови председателката одговараат пред собранието. Кои механизми може собранието да ги преземе? Што може самата институција да направи од аспект на самопроценка на ризици од корупција? И прво и основно е дека председателката мора поднаитно да си поднесе оставка. Давањето оставка од морални причини не значи дека е прифаќање и признавање на вина. Тоа значи чекор со кој ќе се зачува угледот на комисијата, а останатите членови ќе продолжат кредибилно да работат, велат упатените. Постојат повеќе правни механизми, оставка поднесување од морални причини во моментот е мерка која што и стои на располагање и да се разбереме, тоа не значи дека се прифаќа вината. Поднесување на оставка од морални причини е еден доблесен чин кој што нели ќе покаже дека лицата се со интегритета и ќе овозможи да институцијата продолжи да работи согласно принципите на кои што е заснована. Владимир Георгиев, поранешен член на антикорупцијска, исто така смета дека случајот со Димитровска влијае на угледот на комисијата и на довербата што ја има јавноста кон неа, но одговорноста ја гледа како индивидуална, а не колективна. Навистина влијае врз имиџот и врз довербата пред се на јавноста, но и на другите институции во работата на Државната комисија за спречување корупција. Што се однесува тоа дали целата институција е виновна за тоа, јас сметам дека не. Сепак е тоа индивидуална одговорност на секој поединечен член. Дека транспарентноста и отчетноста е важна, порачаа експерти и представници на повеќе јавни институции на дебатата за антикорупција во организација на Националната конвенција за Европска унија во Македонија и Европското движење. Да креираме перцепција секое службено лице да има страф од законот. Не страф од локални моćници кои што се ставаат над законот. Тука сметам дека е главниот проблем. Дали е инспектор, дали е вработен во друга институција, дали е одговорен за јавни набавки, мора да има страф од неговиот подпис. Инаку, Димитровска е осомничена за оддавање на службена тајна и судот веќе и изрече мерки. Остана без пасош и не смее да има контакт со предмети, пошта и друга документација поврзана со работењето на антикорупцијска. Не може да гласа и да распределува предмети.